Добро. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани колеги, почитуван министер, ќе почнеме од почеток, значи на почеток ќе се потрудам маглава што се створи да ја тргнеме, затоа што гледате, почитуван министер, некој од моите колеги гледа зграда, некој облакодер, некој гледа деловен простор. Вие зборувате дека нема ништо, но во магла секој може да пука и може да убие човек или мечка или волк или дива свиња. Така да во магла не се пука и јас ќе се потрудам да не пукам во магла, него прво еве вас да ве замолам да го повлечете законов и напишете дека секој инвеститор што сака да инвестира треба да има 100% собственост на градежната парцела и да завршиме тука. Инаку, верувајте дека се што ќе кажете друго оди против вас како личност, затоа што вие ќе допринесете за некој да направи криминал, да направи нешто што не е добро за сите други, одсем за него. И верувајте, значи, ова никогаш нема да се однесува за семејна куќа, индивидуално станување, значи, сигурно не е за тоа и сите знаат во државава што се случувало, што се случува и што ќе се случува ако не биде 100% собственост на држава. Мислам на инвеститор. Дали вие сте спремен да го повлечете прво закон? И ако не сте сигурно. Не сте. Тогаш ја ќе ви образложам. А вие ќе треба тука да излезете на говорница и ги повикувам и колегите пратеници од позицијата, сите да ми реплицираат, но онака како што јас ќе кажам со факти. Значи, еве, го носиме овој закон. Има 90% собственост, 10% е од државата. Во секоја општина во Република Македонија, овие 10% со регуларно барање за еден месец може да си ја да оформи парцела. Значи, за еден месец, што сега ние се караме тука, се расправаме, па за еден месец може да го... Не, ама слушајте се, ама вие не прифаќате, тогаш зошто? Нека биде 100%, за еден месец ќе си го докупи и ќе почне. Но сега ми давате и мене простор да ви кажам се друго што се крие за се ова. Значи, вие викате, ако не си го докупи, не може да добие одобрение за употреба. Значи, тој објект ќе се изгради и ќе биде дивоград. Вие викате, нема да добие, но тој ќе постои. Објектот ќе постои. Некој облакодер тука ќе постои, или некоја зграда, или некој деловен простор. Ќе постои. Што ако нема одобрение за градба, значи, ќе направиме дивоградби повеќе. Второ, дали тогаш овој закон не го носиме за веќе постојачки проблеми на одредени инвеститори? И тоа ќе треба точно да ми кажете, затоа што ви кажам, мала е држава, ќе се разбере и затоа ќе излезат работите. Вие сте министр. Значи, што треба за дооформување на парцелата? Значи, неколку документи, геодетски елаборат, извод од детален урбанистички план, согласно со државно правобранителство, имотен лист и за еден месец си добива. Зошто го пишувате ово? Зошто го пишувате тогаш? Зошто се расправаме? Повлечете го. Но, еве, ќе ви кажам, што може да се крие за ова што го носи? Ваша е одговорност. Значи, ваша е одговорност. Вие сте министри. Се што
ќе биде надвор од законот, после носење на овој закон, е ваша одговорност. Јас сакам да ви помогнам во овој дел, но гледам дека вие не ме разбирате или имате друга агенда. Значи, зошто не може да ги купи тие 10% инвеститор? Знаете зошто? Само ако на тоа место има изградено улица и то дивоградба да е улицата, но постои таа. Или постои, поминува водовод, не знам, главна цевка од некој инфраструктурен друг објект и не може да го докупи. Но, тука треба општината да ја премести улицата, да ја премести канализацијата, водоводот и така натаму, и после е чисто. Значи, има супер решенија за сето тоа и не знам зошто навлегувате во, зошто се нафаќате ова да го направите. Јас ви викам, кој сака да ми се јави за оваа работа, не ја прави. Нема да ја направи. Оцем ако не е за конкретен некој инвеститор. Ако не ви е за конкретен инвеститор, тогаш треба веднаш да се сложите со мене и дај да напишеме 100%, нека си одат инвеститорите да си го регулираат ова прашање и ќе се заврши работата. Затоа, уште еднаш ви велам, не навлегувајте во работи во кои не смеете да навлезете. Работа на инвеститорот, работа на оној што инвестира со цел да заработи, е да си ги среди документите, а нарочито да го среди земјиштето. Во пракса јас знам, повеќе имаат луѓето проблеми со приватно земјиште. Но и државното, и приватното земјиште си има собствени. Значи, ако државата добро не стопанисува со земјиштето, значи, пак сте вие криви. Вие имате општини каде што ингеренциите за градежното земјиште не се преземени. Ако не се преземени, вие треба да го продадете тоа земјиште. А можете да го продадете само ако е чисто. Не можете ако има улица, ако има било кој објект. Ќе си ги ажурирате вашите служби и ќе си го средите сето тоа. Се друго, натаму што ќе кажете, ќе биде бадијал. Откажете се од овој, односењето на овој закон со овие 90%, затоа што нема таква работа никаде во светот. Оцем, не знам, во некоја држава африканска и не знам која друга. Значи, секаде инвеститорот е должен да има 100% собственост на градежното земјиште. Должен. Зошто за еден месец ова го правите? Ако не е за конкретен објект, кажете ми, еден месец ќе помине додека го донесеме. Значи, вие ова сигурно го правите за некој конкретен објект, за конкретен инвеститор. Верувајте ми, нема друго, ајде, излезете на говорници и објаснете ми. А јас ќе ви кажам по неколку месеци, ќе ви кажам за кого сте го донесли. Затоа што нема потреба. Како можете како министер да се нафатите да донесете нешто за некого? Лично. Ама, еве ви кажав, за еден месец може да си окупи земјиштето. Што се расправаме ние сега овде? Зошто губиме олко време? Не вас ви кажувам. Знаете, ова палто е мое, ако е се мое. Ако едно дугме овде не е мое, сум го украл од некого, не е мое. Не можам да го носам. Тоа ви го кажувам. А не пак 10% од градежно земјиште. Нека си го купи. Нека си ги среди документите. Ви кажав, сите општини што имаат преземено ингеренции над градежното земјиште, за еден месец ќе ти го продадат и ќе си ги средиш документите. Повлечете го законов и направете да е 100% собственост. Благодарам.